Моето патешествие низ селата во централниот дел на Македонија ме донесе во Богомилската регија, поточно речено во едно од 30-тината населби распослани во атарот на областа Азот, селото Богомила. Наминав и во ова село да се видам со мештаните, тие да ми ги дораскажат приказните кои ним им ги раскажувале нивните дедовци и баби за животот некогашен и сегашен на нивното родно место, селото Богомила, онаму каде што застанавме кога бев во ова село пред 3 години. Поточно речено да го продолжиме документарниот запис кој го направив во тоа време со работен наслов Од Богомила до Пелагонија по стариот Строшки макадам. Може би се прашувате зошто да го продолжам тој документарен запис, затоа што ете по речиси повеќе децении, по неколку одлагања, ете му дојде редот и на овој регионален патен правец, кој го поврзува Азот со Пелагонија да биде асфалтиран. Почитувани мои, и овој пат мојот веќе дугогодишен верен пријател, рускиот олдтаймер, джипот од марката КамАЗ, го оставив малку да одмори. За Богомила тргнав со новиот воз, кој многумина го нарекуваат кинезот Мао Цетунг, по поранешниот кинески државник Мао Цетунг, кој според возниот ред секој ден во правец на Битола поаѓа во 6 часот и 42 минути. Уживав додека патував. Речиси не забележав кога така брзо за неполни 2 часа возот со кој јас патував помина низ Таорската клисура, движејќи се паралелно низводно со реката Вардар, навлегувајќи во живописниот предел на Азот, низ колоритната убавина која со векови ја создаваат долината на реката Бабуна и планинските горостаси Мокра планина, со Солунска глава, Мочур и Бабуна, и некаде околу 8 часот и 30 минути стаса во Богомила, каде што на Богомилската железничка станица ме пречекаа мештаните од Богомила, меѓу кои нежоливчанецот Трајче Димов, кои воедно ми беа и домаќини во овој нов документарен запис. Откако по стар обичај си рековме за оживо, кај сме и што сме, и откако така да речам ми се заблагодарија што речиси пред неполни 4 години ја направивме репортажата за старото макадамско богомилско џаде, кое со векови представува главна патна артерија помеѓу Богомилската регија со северниот дел на Пелагонија. Пред да започнеме со новиот документарен запис за ова од памтивека патна сообраќајница, ме замолија, ако може, како дел од оваа репортажа, да вметнам дел од репортажата што ја направивме претходно. Нивниот предлог со задоволство го прифатив. Почитувани мои, предлагам дел од овој документарен запис да погледнете во продолжение на оваа репортажа. Моето патешествие низ руралните региони во Република Македонија ете пак ме донесе во нејзиниот јужен дел. Многу пати сум поминувал во овој регион, но како што вели народот, колку пати да дојдеш, се не може човек да види, се не може да забележи, секогаш има нешто ново, што го води пак да дојде, да продолжи онаму каде што застанал. Последната посета на овој регион, поточно речено во Богомилско, бев пред неколку месеци, каде што бев нагости кај моите папрадиштани, орешани, нежиловци и богомилчани. Секогаш кога доаѓав било со возило или било со возот, погледот го праќав во правец кон Богомилскиот тунел, во правец на Орешка Ќука и кон Строшкото џаде, Строшкиот макадам, како што го нарекуваат мештаните и од Богомилско, и од Строшко, а богами и од Госпитирашко, Црнилишко, Долгаечко, со еден збор ширум Доденска општина.
Секогаш погледот го праќам меѓу дабовата шума, обидувајќи се да го пронајдам патот кој мештаните од овие населени места од памтивека го нарекуваат Строшки макадам, по кој пат точно пред 40 на години многу пати заедно со моите рилевци, пешталевци, костинчани, сливјани, слепчани, дрдзевци, маргаречани, догаечани, стровјани, црниливци, гостиравци во недела доаѓа во Богомила на пазар, каде што во тоа време вриеше од народ, вриеше од пазарџии. Не помина долго време, откако стасав во Богомила, ме пречекаа неколку мина мои пријатели, прво од Богомила и додека се движевме од железничката станица во правец кон центарот на Богомила, насред селото, добре дојде ми посакаа мештани дојдени да пазарат во неколкуте селски продавници од неколкуте соседни села на Богомила, меѓу кои Трајке Димов и Мите Николовски од Нежилово, Ристо Богдановски и Спиро Тркалкевски од Богомила, и откако си рековме здравоживо, како сме, што сме и откако им раскажав за мојата намера, а пред се желба да поминам по 40 години повторно по стариот пат кој води од Богомила преку превојот на Строшката планина кон Пелагонија, со задоволство прифатија да ми поможат, но не само мојата желба да ми се исполни, туку и многумина ми велеа дека и тие го немаат поминат овој пат, речиси 20 на години, кога во тоа време не само што патот бил пробиен, како што ми велеа моите домајкини, туку во целост се завршиле градежните работи, значи поставени испусти, изградени неколку мостови, тампонирани, останал само асфалтот, а рама од тогаш до сега така се останало. Се наоѓаме на делот од патот меѓу Богомила и Гостиражни, односно Стровија, на околу 8 км од Богомила, а 4 до Гостиражни. Ова место се вика Преслав. Патов е проектиран пред повеќе од 25, односно 30 години, прв пат од страна на професорот Радован Акимовски, професор по геодезија на Шумарскиот факултет. И проектот е заверен како таков во Шумарскиот факултет. Првиот проект. Од тогаш се направени уште неколку проекти во зависност од тоа кога била актуелно продолжувањето на изградбата на патот. Патот е долг точно 11 км и 250 метри. Направен е со целиот долен строј, што значи направени се околу 68 пропусти, еден мост, плоскост мост и пропустите се направени со влезни шахти и излезни глави. Значи се комплетно направени. Имаше порано направено и одводнување со канавки, меѓутоа под завод на времето се затрпани. Направивме неколку обиди да го направиме тоа во своја режија, да го оспособиме патот, каков таков го оспособивме со помош на мојот пријател од Рибникот од Нежилово, и како таков се користи, можевте да го забележите тоа и со прилогот со колите што ги сретнавме патем. За да се доврши патов, потребно е не многу пари, повеќе внимание. За значењето на патот сме зборувале повеќе пати. Најзначајно е тоа што со изградба на овој пат ќе ни се скрати делницата Прилеп за 135 км. Значи, ако идеме по асфалт од Богомила преку Градско и Плетвар до Прилеп, патот е подолг за 135 км, отколку ако е асфалтиран овој, со тоа што не се скратува само патот до Прилеп, туку и до Битола, и до Охрид, до цела Западна Македонија. Значи, тоа е значајот. На мообетењето со моите домајкини и од Богомилската регија и од Долненскиот регион му немаше крај. Денот полека се заминуваше. Сонцето полека се спремаше да го остапи местото на месечината. Со едно идење се не може да се види, се не може да се каже. Им благодарам на богомилчани, на нежиловци, на папрадиштани,
Настровјани, Гостиравци, Долгаечани, Костинчани, на Црниливци, што ми беа домаќини, што ми овозможија по 40 години повторно да го поминам 12 километарското Строчко џаде, Строчкиот макадам, со едно големо довидување, со надеж кога следниот пак ќе дојдам во оваа регија, дека 12 километарскиот Строчки макадам, кој од памтивека ја поврзува Пелагонија со Богомилско, ќе биде асфалтиран и по него како пред многу векови што врвеле безброј карвани натоварени со стока навреме да стаца не само на Богомилскиот пазар, туку широм и светот, пак ќе патуваат карваните, ќе патуваат до денеска со современи возила, со слеперите, камионите и лесните возила. Почитувани мои, со право си го постави прашањето од каде да ја започнам оваа нова репортажа, за да и веднаш сам на себе си дадам одговор. Секако, од почетокот, од самиот топоним Богомила, јадрото на атомот наречен Македонија, распослана во северозападниот дел од Богомилското поле, во горниот тек на реката Бабуна, од поимот Богомилското движење, а пред се од 2000-ниот стар камени мост, кај народот и научните кругови попознат и како Римскиот камени мост, каде што под неговите ѕидини исто така илјадници години неуморно течат бистрите планински води на река Бабуна, каде што за овој древен мост со сигурност не постојат пишени податоци, кој го градел, која година, кој бил архитектот, од каде се носил градежниот материјал, кој бил владетел, но со сигурност можам да кажам да може овој мост малку да прозбори и овие камени блокови кои повеќе од 2000 години стојат на ово место и во себе ја чуваат 2000-та годишна историја, да ми раскажат многу нешта не само за Богомила, не само за Богомилско, не само за област Азот, туку да ни ја откријат сета 2000 годишна историја на Македонија, каде што по многу поминати децении одлагања започна изградбата на оваа сообраќајница, каде што до оваа древнина водат неколку патни правци, и тоа со возот од Скопје Велес до Богомила и од Битола Прилеп до Богомила и по стариот пат Велес Прилеп до Богомила и древното 12 километарско римско џаде, кое кривулисто се извива низ Богомилската долина, која со векови неуморно колоритно ја живоопишува реката Бабуна, накачувајќи кон Орешка чука паралелно со железничката линија во правец кон познатиот Богомилски тунел, поминувајќи го Богомилско-Строчкиот превој на околу 1000 метри надморска височина, спуштајќи се во Пелагонија. Продукцијата Марио филм скоро 30 години патува низ Република Македонија, посетувајќи ги руралните региони, населени места, природни убавини. Ете речиси по неколку пати доаѓам во Азот, а еве денеска се наоѓам во Богомила. Продукцијата Марио филм се гордее што пред 3 години овдека беше во поранешната општина Богомила, каде што мештаните од Богомила и мештаните од Стровија, од Црнилиште и Гостиражна пред 3 години не пречака преку другата страна во Пелагонија. Поводот, како што реков, што дојдов овдека во Богомила, ете, почна да се прави тој регионален пат од Богомила према Стровија, каде што ќе биде поврзан Азот и Пелагонија. Не постои друга регија која што толку многу ги привлекувала истражувачите, како што се историчарите, филозофите, теолозите, етнолозите, литератите и публицистите, како што е Богомилската регија. Почитувани мои, накачувајќи горе во правец на Орешка чука, кон градилиштето на овој древен римски пат, како пред 4 години, така и сега не можев да ја одолеам на колоритната убавина која му ја дарила на овој крај, искајана во планинскиот македонски гороста Смокра планина, незиниот непокорен џин на небеските височини Солунска глава, живописниот планински гороста Смочов планина, изогриштето и долината на реката Бабуна, на планинскиот масив Бабуна,
а како дел од тој колоритен пейзаж и древната Богомила, гнездена во живописните шумски предели под Солунска глава, јужната страна на Мокра планина, на 500 метри надморска височина, во нечепната природа, висока шума, богати пасишта и цветни ливади. Почитувани мои, навистина се радува што ете по многу децении одложување започна изградбата на овој 2000 годишен стар римски богомилски макадам, затоа што реконструкцијата на ова џаде, која редовно се одвивала на ова џаде за време на Римската, Византиската и Отоманската империја. А според пишаните документи од Кралството Југославија, последната реконструкција на овој римски богомилски макадам започнала на 19 септември 1932 година за време на изградбата на железничката линија Велес-Богомила-Прилеп, а парите лично ги донирал југословенскиот крал Александар Караѓорđević, а надзорот на реконструкцијата го воделе тогашните пратеници Јован Стојановиќ Бабунски и Василије Трбиć Велешки, а завршила со пуштањето на железничката линија Богомила-Прилеп на 20 јануари 1936 година, затоа што речиси 83 години овој патен правец е оставен сам на себе си и дека од овој период до денеска, освен нежиловчанецот Трајке Димов, ниту поранешната држава Југославија, ниту нашава Македонија, еден камен на камен нема поставено на стариот макадам. Благодарение со оваа влада, со оваа власт, најдовне решење, кој што и ние поорганизирано, па се здружени оние едномисленици, 10 души, барем најмалку, кои што оформивме едно тело, кој што избране председател на иницијативниот одбор, и ја почнаме таа акција како да ги искажеме нашите маки, нашите незадоволства и како да се подобрат условите. Првиот почеток беше одење во транспорт и врски, во фондот за патишта, во владата отидовме. Кој што со препорака на владата направивме еден разговор, можам да го пофалам тој човек кој што стварно ни укажа правиот пат Митко по енергетика. Пак реагиравме ние и тога више господинот Митко ме препорача, од сега ќе имате работа со директорот на фондот за патишта. Ми даде телефонски број кој што да се слушаме и почнаме да комуницираме со директорот Зоран Китановски, кој што и кај него најдов на добро разбирање, кој што човекот не разбра и дозволи средства да патот да се гради. Значи, во секој случај пофалби за оваа влада со начело со премиерот и тимот, значи Митко по енергетика, правниот советник Сандра и Весна. Еве сме на патот од превојот према Стровија, према Пелагонија, каде што завршува тампонираниот слој од патот, на кој што му следува само асфалт. Одиме по него и сме радосни што трудот што го вложивме во последниве 10 години се гледа пред нас. Многу сме среќни поради тоа. Се надеваме дека вака ќе продолжат малку со позабрзана динамика работите, да се доврши патот, да не остане на половина, за да не го изеде зимата и да мора повторно да се прави. Овој дел што е тампониран, односно целиот што е пробиен, неопходно е да се асфалтира во оваа сезона, за да се пломбира и да се заштити од зимата. Се надеваме и ни е ветено дека целиот ќе го довршиме до почетокот на есента, значи додека трае сезонова. Останува да видиме дали ќе ги исполнат ветувањата и агенцијата и Македонија пат. Продуцира Марио филм, заедно со вас, со Трајче и с неколку ваши мештани. Поминавме, имаме во тој документарен запис и ајде една дигресија, што тогаш имаме да паралела? Кога прв пат со мојот пријател дојдовме со джипов овдека, имаше јаруги по 1,5 метар длабоки. Се симнавме од джипот за да може тој сам да вози, а ние да му кажуваме
кај да вози на 2 тркала, кај на 3. Не е споредлива ситуацијата со таа тогаш. Јадно беше некаде моравме од патот да излеземе да одиме по ливадите, кај што беше полесно да се пројде него по патов. Имаше при секој пороен дожд јаруги по должината на цел пат. Ако остане неасфалтиран, и овој таму ќе стигне. Затоа препорачувам све што е подзавршено со тампон да се асфалтира што побрзо може. Време е за тоа, затоа што до Преслав се стигнати горе и од таму надоле можат да почнат да асфалтираат. Се надевам дека ќе биде тоа. Значењето е огромно, ќе биде значењето, кој што овде кај што сне сега. Значи, од десната страна, кој што се наоди Прилепскиот дел, од левата страна се наоди под општина Чашка, Велешкиот дел, да го наречеме. Значи, од ова растојание, значи ја поврзуваме више централна со западна Македонија, кој што претходно, кој што не е прооден патот, од Велешката страна, при општина Чашка таму, кој што ние се осеќавме како друга држава да е само на 5 км, 5,5 км. Исто така и од Прилепската страна луѓето се осеќаат дека како друга држава да е па на 5 км, значи толку непроодно. Доека да дојдеме ние до истата дестинација, до Прилепскиот дел, ние вртеме кругови по 200 км, вртеме за да дојдеме и па назад уште па 200 па да се вратиме па. Значи, тоа беа големи трошоци и кои што се откажувавме од тој дел таму. Но сега и више ќе биде преспоена централа со Западна Македонија со минимални средства. Благодарни сме што успеа да тоа наше барање после 20 години да се исполни желбата наша. Почна да го града, се надеваме дека ќе биде успешно завршен. Почна да го градат, од големо значење, оти што го поврзува Стровја со Богомила е ако зборниме за поврзувањето Стровја со Скопје, се намалува за 70 километри обиколувањето преку Прилеп за Скопје и па ќе одиме преку Богомила. А 70 километри во еден правец, тоа многу за нас значи. Тоа е едно, а и ние до Богомила стално се движевне. Сега веќе и патиштата беа запустени, дури и пешки не можеше да поминуваш. Ако се направи од големо значење за не само за Стровја, за целиот регион. Многу години овој пат го бараме да се направи. Обеќава и така да остана до сега. Беше адресен сега, ете, благодарение се почна да се гради. Се уште мене лично не ми се верува, дури не гледам беше. Оди ние одавно го бараме и така да дојде до почна да работат сега. Оти на времето Ицен Иличте и Костинци, Стровија, Догес, Маргери, Рилјева, Сливје, оде на пазар во недела во Богомила. Имаше пазар, одевне, ние имавме контакти со Папрадиште, имавме контакт со Ораше, со Нежилово. Сега, овие задните години не можеме да одиме да се движиме со тие луѓе, со тие пријатели. Ти се радували душата што ете околиците се реши? Многу и тоа не малци. Значи, јас се уште онака не ми се верува, ама велики ќе се направи, им сум благодарен на градоначалниците, на Министерствата, на владата, што еве конечно реши да го направат овој пат. Господин ви? Јас сум Мицко Мијалевски од село Стровија. Пред се
да кажам голема благодарност што наидовне на разбирање за реализација на нашето долгогодишно барање за поврзување на овој пат, кој е долго години неповрзан десетина километри, а од неодамна Богомила, општината и Долнени толку блиску беа, меѓутоа за да едните со другите си направа посета требаше да заобиколува околу 200 километри, а додека со овој пат се на оддалеченост околу 30 на километри. И затоа не само тоа, мислам, тоа е само еден пример што кажува колку сме оддалечени со неповрзувањето на овој пат. Дојдовме да направиме една нова репортажа, но меѓутоа и да напомениме малку за што кои треба промени да се направат во проектот на тој регионален пат, затоа што регионален пат низ населено место, како што е селото Богомила, кое што село е старо со векови, и самиот римски мост кој што е стар скоро 2000 години, и за оние стари селски сокачина и патчиња не може да поминува регионален пат. Регионалниот пат поминува, меѓутоа ќе мора да се направи една мала обиколница, а мештаните овдека во оваа репортажа ќе ни покажат каде е таа обиколница, каде што за ефтини пари, овај за со временски период побрзо ќе биде изградена ова патна делница, која што со векови чека да биде изградена, затоа што Азот е слепо црево, освен железницата која се изградена 34 година за времето на Краљевина Југославија, друго ништо во овој крај не е направено. Ама навистина не е направено. Овај мост представува амблем на селото и на крајот на целиот Азот. Значи, жива историја од пред 20 века. За да го заштитиме, агенцијата презема некои чекори да направат друг мост овде. Тој мост би требало да го пренесе сообраќајот преку рекава. Ама кај ќе оди натаму? Во селово патот е широк, може покасно ќе видиме, 3 до 3,5 метра. И има неколку многу опасни кривини, кај што не може ни само возило да пројде, камоли да се размине со некое друго. Значи тој пат, за да биде регионален, за да исполнува сообраќајни критериуми со минимална брзина на регионален пат или пат од трет ред, да речеме, треба да обезбеди 60 км на сат и тоа во разминување. Значи повеќе од 6 метра се потребни, а камоли 3 метра. Значи, за да се направи овај пат низ село регионален, би требало пола село да се сруши. Тоа е невозможна мисија. Еве, може од прилогот, од снимката да се види дали може овдека да се направи регионален пат. Ова не бива, што не бива. Ова мене поќе ми личи на оние стари макадамски селци со качини и уличини што правиле за времето. Баш така. Пропуштив да кажам нешто друго. Сите куќи покрај патов има чардаци, има балкони со железни огради. Еве и ова, еве ги градите, останале уште. Ги имаат срушено уште 50-тите години, затоа што некои камиони што носеа трупци ги срушија самите ги срушија балконите, можеа да ги срушат и куќите. Затоа селаните беа принудени да ги исечат градите и да ги ослободат патот, да го ослободат за големите камиони. Поради тоа,
имаше една алтернација која што му ја изложивме на директорот на Агенцијата за патишта, група граѓани, селани да речам. Патот што води од Велес према Прилеп, кракот низ селово, да има заобиколна делница која што е долга околу 800 метра. Тоа би значило да минува во продолжение пред мостов, да пројде преку на 80 метри, да се изведе таму мост на место овде. Затоа што со изградбата евентуална на овој мост овдека би се покрил сосема историскиот монумент, амблемот на селово. Значи би била навреда на историјата да се покрие овој мост и да испадне од функција. Тој може да се користи уште 2000 години ако е добро заштитен, ако е добро реставриран и да биде и убавина и украс на селово и на околијава. Напомнате дека 800 метри треба да биде обиколницата. Ке може ли да отидеме на таа локација каде што вие ја предлагате, односно мештаните од Богомила ја предлагаа за Се разбира. Ќе појдеме таму, и тоа ќе појдеме таму кај што треба да се приклучи на патов за Нежилово и за Стровија, а ќе се продвижиме малку и по должината на тој веќе постои таму пат. Ќе го видите покрај самата река, е многу и живописен, а и веќе постои како дел од катастарската парцела на реката. Еден дел веројатно ќе треба да се експроприра, али е поголемиот дел припаѓа на Република Македонија, односно на катастарската парцела на реката. Почитувани мои, не ми се напушташе атарот на селото Богомила. Морав да заминам, затоа што ме чекаа и другите села не само во област Азот, туку и во северниот дел на Пелагонија и за нив да направам документарни репортажи со едно ветување дека во Богомила пак ќе дојдам кога ќе биде завршена градбата на римското богомилско макадамско џаде, со надеж дека нема да чекаме да поминат 83 години од првата реконструкција на овој патен правец, која е започната во 1932 година, а е завршена во 1936 година. Thank you.